Половина од потопните пумпи во ѓавато се уништени и разграбени, велат вработените во хидросистемот. Недоволната грижа доведе до демолирање на системот кој последните 20 на години го врати и одржуваше во живот Дојранското езеро. Дојран во моментов е стабилен, но затоа системот престана да функционира, запуштене и се распаѓа. Јас мислам до сега системот се променети околу 20 потопни пумпи од 2002 година. Па мислам тие треба да бидат таму кај што треба да бидат, значи на лице место, додека некоја комисија не ги раздолжи, не ги продаде или така натаму. Па мислам од половината ги нема од тие пумпи. А кај се што се треба да кажат надлежните органи кои се задолжени за таа работа. Моја јас да кажам дека фалат, а има други институции да се занимаваат со таа работа. Проблемот со системот тлее со години, а медиумите алармираат дека работи со огромни загуби и дека има диво приклучени корисници на вода, меѓу нив и големи корисници, оранжерии, големи земјоделски компании и други. Повеќе пати имам пријавено за овие аномалии, за диви корисници, за кражба на пумпи, за шахти. Имам повеќе пати реагирано, ама до сега не сум видел некој резултат. Не дошла убитна екипа, например, од полицијата? Ќе дојдат, ќе видат, ќе направат записники. Мислам до таму останува. Понатаму дали не се процесира, дали некој ги кочи работата, не знам, не можам да кажем за тоа. До каде е работата. Ѓавато не работи од почетокот на март, иако вработените се уште одат на работа. Причината за затворањето според Министерството за животна средина се огромните сметки за електрична енергија, која поминува 300.000 евра.